Благодарам. Господине Минов, ќе проложам таму каде што застана колегата Манчев, а се однесува на тоа дека ние грото закони и решенија кои што ги носиме овде, за жал, ги носиме како потреба за кадровско екипирање и реекипирање на власта на СДСМ, дали било тоа во здравството, дали било тоа во културата, дали било тоа во образованието, но заклучокот е еден и единствен. Се работи за катастрофални решенија. Не е тоа само сега во здравството што го гледаме. Погледнете во моментов што се случува со Македонската филхармонија. Тотален дебакл на СДСМ и на директорот, тотален дебакл гледаме денес и на заменикот министер, тотален дебакл на кадровската комисија на Социјалдемократскиот сојуз, која што плебисцитарно ја одбиваат и граѓаните, и членството на СДСМ, и јавноста. Ја спомнавте тиквешијата, господине Минов. Би спомнал една работа која што се однесува на здравството, која што е важна за вас, но важна и за цела Македонија. Од страна 137 од најголемата лага во современата историја на Македонија, тоа е така наречената програма за живот во Македонија, на која што СДСМ не сака да биде подсетуван. На страната 137 таму многу убаво е напишано и за тиквешијата, но и за цела Македонија, но абер нема дека ќе се спроведе. Цитирам: ветува и кажа и Зоран Заев и неговите министри. Патем, каде е министерот на Зоран Заев, Филипче, а дојде овде да си ги брани законите? Абер нема збор да каже. Значи, цитирам, во нивната програма 137 страна се вели: ќе започне реконструкција и опремувањето, вклучително и неопходен кадар, а кадарот не отиде по Германија и по светот, на општите и клинички болници низ Македонија, како и соодветни здравствени домови, поликлиники и амбуланти во, цитирам, Неготино, Чашка, Ранковце, Арачиново, Драчево, Лисиче, Чаир и Новаци. Абер нема од ова. До каде се овие ветувања, господине Минов, од програмата за живот на СДСМ во делот на тиквешијата? Мртво слово на хартија, исто како и залозјето, исто и како и гарантиран откуп, исто како и плати од 100.000 денари и така натаму и така натаму. На страна 133, истите овие кои што ветуваа живот, велат, цитирам, зголемување на основна плата на сите здравствени работници за 100%. За 100%. Буквално ништо не е направено. Може уште многу да се набројува, ветувањата се бројни, а реализацијата е никаква. Наместо живот донесоа скандали, проблеми и заменување на луѓето од Македонија. Благодарам.